Националниот археолошки музеј со обновена и реорганизирана постојана поставка им нуди на посетителите единствено патување низ историјата од палеолитот до почетокот на 20 век. Минатата 2025 година, музеот спроведе значајна реорганизација на поставката со интервенции во сите историски периоди што се изложуваат. Националниот археолошки музеј минатата 2025 година правеше реорганизација на постојаната музејска поставка. Интервениравме во сите периоди кои што ги изложуваме. Поставката започнува со старото камено време палеолитот, каде што се изложени предмети од повеќе локалитети низ Македонија, меѓу кои Магаровец кај Велес и Голема пешт кај селото Здуње. Посебно внимание привлекува реконструкцијата на неандерталец кој живеел во пештерата Здуње. Интересно е тоа што имаме и реконструкција направена од експертите кои што го работат овој период на неандерталец, кој што живеел во пештерата Здуње. И посетителите можат да се запознаат со материјалната култура на најстарите жители на територија на Македонија. Во делот посветен на неолитот, музеот ги изложува најзначајните предмети од помладото камено време, а како посебна новина се издвојуваат антропоморфните модели на куќи, така наречените големи мајки. Како еден од најзначајните предмети што ги изложува музеот е големата мајка од тумба маџари. Слободно може да се каже тоа е и заштитен знак на македонскиот неолит, а новина и она што може да го видат посетителите од овој месец, од февруари 2026 година, е новиот модел на антропоморфна куќа. Ние милуваме да ја наречеме малата голема мајка, исто така пронајдена на тумба маџари во 2024 година. Во текот на минатата година овој значаен артефакт кој што се разликува од стилски и според големината од останатите пронајдени во тумба маџари, но и на другите локалитети во Македонија, подлежеше на процес на конзервација и реконструкција. Хронолошката прошетка продолжува со бронзеното време, каде што е изложено најстарото злато откриено во Македонија. Накид и церемонијални предмети од локалитетот Димов гроб во близина на селото Уланци кај Грацко. Во Националниот археолошки музеј е најстарото злато откриено во Македонија. Се работи за научници, изложуваме композитни гердани, композитни белегзии, игли, направени од бронза, но и од други материјали, како например од коска. И многу е интересен и специфичен, уникатен предметот, односно појасот. Се работи за ритуален појас, направен од двојни секири, чиј стручен назив е лабрис, направен од бронза. Во делот од железното време изложени се реконструкции на богати женски погребувања од Лисичин дол кај Марвинци, познати како пајонски свештенички. Директорке, овде имаме реконструкција на гроб од Лисичин дол, Марвинци од Валантово, од 750 година пред наша ера. За каков гроб стана? Да, 750-та, 850-та година. Тука веќе имаме, може да се каже, апсолутни дати на датација на овие гробови, благодарение на научните истражувања на долгогодишната раководителка на проектот за истражување на ова некропола, доктор Александра Папазовска, која што е и кустос советник за железно време во нашиот музеј. Имаме две реконструкции на богати женски погребувања, познати кај пошироката јавност како пајонските свештенички. Тоа се импресивни погребувања на женски индивидуи
кои што многу добро ја отсликуваат духовната култура на пајонците како население кое што ја населувало територијата на Република Македонија во овој временски период. Освен реконструкцијата на двете богати погребувања, изложуваме уште неколку погребувања од истиот локалитет со значајни наоди кои што се многу интересни, многу значајни не само за како културно наследство на Република Македонија, туку и пошироко во регионот. Поставката продолжува со класичниот, римскиот и доцна-античкиот период, каде што се прикажува богатата материјална култура, мешањето на локалните традиции со римските влијанија, како и предмети од секојдневниот живот, погребни обичаи и верувања. Тоа што во археолошкиот музеј се изложуваат предмети прибавени исклучиво од археолошки истражувања. Така што се ова што може да го видат посетителите во збирката на класичниот период, па и понатаму на останатите периоди кои што ќе ги снимите, е прибавено од археолошки истражувања и носи посебна тежина, затоа што освен предметот како предмет, ние нудиме и приказна која што ја раскажува. Во делот посветен на римскиот период, музеот прикажува богата и импресивна материјална култура, која сведочи за силното мешање на локалната традиција со римските културни и модни влијанија. Изложени се предмети од најзначајните градски центри, како Скупи и Стоби, но и од бројни други локалитети низ Македонија. Се најдени при погребувањата кои што ја отслекуваат духовната култура, верувањата на луѓето во тоа време, односно како се испреплетуваат верувањата и религиите на локалното население со она што е официјална религија на Римската империја. Изложуваме, како што споменав, и предмети од секојдневниот живот. Почнуваме веќе со изложување на надписи, односно епиграфски споменици. Интересна е витрината која што го отсликува богатото китење на жените во овој период, односно накитот е навистина импресивен, но и специфични предмети како на пример вилица вештачка направена од злато, пронајдена на археолошкиот локалитет Скупи, и играчки за деца од овој период и витрина која што покажува колку биле популарни гладиаторите во тоа време. Посебен сегмент е лапидариумот со скулптури и епиграфски споменици, а дел од нив се изложени и во Куршумлијан во старата Скопска чаршија. Посетителите на некој начин ја заокружуваат својата прошетка, уживајќи во врвната изработка, врвното мајсторство на античките скулптори. Меѓутоа дознаваат и голем број на приказни напишани на епиграфските споменици. Интересот за музеот е во постојан пораст. Само во 2025 година музеот го посетиле на 25.000 странски и речиси 5.000 домашни посетители, а повеќе од 2.000 граѓани оствариле бесплатна посета. Со новата постојана поставка, Националниот археолошки музеј на Македонија не е само изложбен простор, туку живо сведоштво за културниот и историскиот континуитет на Македонија.